Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говориме за производство на ферментирана храна. Ферментираната храна е позната уште пред илјадници години, иако порано не знаеле што всушност се случува, денеска знаеме дека тоа е храна која е процесирана од страна на микроорганизми, во која количината микроорганизми од која ќе биде процесирана е мала. И зошто воопшто вршиме ферментација на храната, бидејќи со процесот на ферментирање се помага да храната трае подолго, значи трае подолго, помалку се расипува, се менуваат органолептичките својства, односно вкусот, мирисот, аромата и така натаму. Ферментацијата понекогаш, основно многу често, отстранува некои штетни својства, у смисол, например, може би има некои протеини кои тешко се варат кај нас, или некоја материја која е можеби токсична кај нас би не правило проблеми, би довело до диареја или нешто слично, но микроорганизмот ја преработува таа материја, така што сега храната полесно ќе се дигестира. Друго својство е да многу често се подобруваат хранливите состојки на храната, главно макро и микро, или нутритивниот статус на храната. Можеби ќе има повеќе протеини, ќе има повеќе јаглехидрати, друг вид на јаглехидрати, можда повеќе прости наместо сложени и така натаму. Ферментацијата многу често го намалува времето за подготовка на храната, бидејќи храната до времето на подготовка зависи од тоа колку има сложени молекули, да речеме. Што повеќе сложени молекули има, тоа подолго најчесто ќе се подготвува. Бидејќи е претходно процесирано од страна микроорганизми, голем дел од тие сложени молекули се веќе деградира на некој степен, така што ако треба да ја подготвиме храната ќе биде релативно полесно. И каква ферментирана храна ќе добиеме, нели, главно зависи кој субстрат, која суровина ја користиме, кој микроорганизам го користиме, колку време трае ферментацијата, какви се различните фактори како температура, pH и така натаму. Од се тоа ќе зависи каков ќе биде крајниот продукт. Поред? И прв ферментиран продукт за кој ќе ја збориме е лебот. Лебот се верува дека постои уште пред 4000 години пред нашата ера и ги задоволува најголем дел од дневните калории. Воред, содржи повеќе витамини од Б групата, односно хидросолубилни, и еден липосолубилен, односно витамин Е. Главно лебот се прави од брашно, сол, вода и квасец, но може да се додаваат и други состојки, така што имаме повеќе видови на леб. Има повеќе рецепти како може да се направи леб. Значи може да се додаде шеќер, млеко, јајца, емулгатори, антиоксиданси, ензими, различни ароми и некои други супстанци. Во ред, првично ќе збориме нешто за брашното. Значи брашното всушност се добива со мелење на зрна од пченица, односно тритикум дурум или некојаш тритикум вулгаре се користи. И квалитетот на брашното зависи од составот на протеините. Главно има од 7 до 15% протеини и од тие 7 до 15%, значи 15% од тие се раствараат во вода и овдека влегуваат албумини, глобулини, аминокиселини, ензими и некои други протеини кои имале некаква структурна улога во клетките. Додека 85% отпаѓа на глутен. Океј, и тој го дава тестиот изглед, нели, на тестото. Тој всушност помага за да се направи тесто, иначе ќе биде како мешавина, само како брашно, вода, како каша ќе биде некоја. Значи потребно е глутен за да се добие тестеста конзистенција. Сега, глутенот, 1/3 од глутенот всушност се раствара во алкохол, етанол главно, и всушност таа фракција од протеини се нарекуваат гладилини. Океј, додека 2/3 од глутенот отпаѓа на глутенини. И таа втората не се раствара во алкохол. Значи оваа фракција не се раствара. Океј. Го имаме квасецот кој се додава, главно се додава сахаромицес церевисија, може у некој леба и друг да се додаде, и опфаќа околу 2 до 3% од масата на брашното. Така ако ставиме 100 грама брашно, ќе треба 2,5 грама квасец. Сега, зошто се користи квасец? Квасецот помага главно да набабри тестото, така, бидејќи го конвертира шеќерот во CO2, и исто така помага за да се подобри нутритивниот состав на лебот, односно на тестото. Сега, некои карактеристики што треба да ги поседува квасецот, ако сакаме да го користиме, е да брзо да може да расте на собна температура,
нели, тестото го оставаме да нарасте и тоа го правиме на собна температура, така што квасецот треба да може да расте на таа температура. Океј, да биде растворлив во вода, да создаде голема количина на CO2 наместо алкохол. Тоа е многу битно, значи да иде преку аеробна гликолиза во ред за да прави CO2. Долг век на траење, океј, способност за брзо приспособување на променливи супстрати кои што се достапни на квасот во процесот на подготовка на тестото. Веќе ние кога што го подготвуваме, ќе додаваме различни работи, он треба одма да се адаптира, не додадеш нешто и сега готово ми ја зафркна целата средина, сега не можам да живеам. Значи треба брзо да се адаптира. Висока содржина на инвертаза и други ензими кои ја хидролизираат сахарозата. Како што реков, он сахарозата ќе ја разгради, тоа после може да се користи од страна на други микроорганизми, ама главно разградената сахароза понатаму ќе се користи, гликолиза и ќе добиеме CO2 кое ќе го нарасне тестото. Способност да расте и синтетизира ензими и коензими при анаеробни услови, да се спротистави на осмотскиот ефект на солите и шекерите, бидејќи ќе додадеме и сол и шекер, не сакаме да почне водата да излегува надвор од квасецот. Во ред, значи треба да се спротистави на тоа. И висока компетитивност, али не се мисли како надпреварување, него како способност, така, значи колку си компетентен, например висок принос во смисла на сува тежина при единица мерка супстрат кој што е искористен. Значи колку ќе биде приносот на во однос на тоа колку супстрат ставаме. И овдека сега имаме за другите состојки, значи се додава шекер, шекерот помага, едноставно додаваме прост шекер за да може да се направи во CO2. Така, додаваме масти. Масти може да се додаат малце масти, некој процент мал, со цел да не се рони и полесно да се стече лебот. Се додаваат емулгатори за мастите по-рамномерно да се распределат низ лебот, значи да не бидат само во едно место кај што сме ги ставиле, него да отидат низ целото тесто. Се додава млеко и тоа топло млеко. Зошто се става топло? За да не се лепи тестото, ако ставиме ладно млеко ќе се лепи тестото. И затоа се става топло млеко. Млекото помага за карамелизација на некој начин на лебот, ќе се добие поубава таква кафенка боја. Исто така го подобрува вкусот и го подобрува нутритивниот состав. Сол се става, окей, сол се става исто 2,5% и го подобрува вкусот, се стабилизира ферментацијата, го засилува ефектот на глутенот, помага во одлагањето на протеолитичката активност, бидејќи глутенот ни треба за да биде како тесто да биде тестото и учествува во врзување липидите во тестото. Океј, имаме, сега да отидам вака малце понадесно, имаме водата, се става со цел, во вода се одвиваат голем број хемиски реакции, за да може да се суспендираат различен вид молекули и помага во набабрување на тестото. Ензими се додаваат. Зошто се додаваат ензими? Бидејќи сложените шекери сакаме да ги доведеме до попрости, за да можат полесно да бидат искористени од квасците. Океј? И ако додадеме скроб, ако додадеме ензим за скроб, односно амилаза, таа ја додаваме од Bacillus subtilis и некогаш додаваме протеази со цел да се деградираат некои протеини и тоа иде од Aspergillus oryzae. Поред? Сега, кога ќе имате расипан леб, тој најчесто е расипан од страна на Aspergillus niger, тоа да како црно така, но може и да е пеницилиум, има различни видови и најчесто се добива неколку сина боја од пеницилинот. И со цел да не се случува расипување, некој се даваат и антимикотици, кои што всушност се фунгициди на некој начин, така. И се додава калциум пропионат, се додава натриум диацетат, оцет, монокалциум фосфат и млечна киселина. Нормално во многу мали количини, но со цел да не се расипува лебот. Следниот дел само ќе го прочитам, мразам вака кога треба да читам, али таков е материјалот. Значи нема нешто што тука ја да објаснувам, прилично се ви е познато, едноставно ќе видиме само кои се чекорите во производството на леб. И нормално дека се говори за индустријско производство на леб, не она дома кога си правите. Океј. Првично е предферментација, каде што се мешаат состојките, се става и квасецот, така да се тоа се меша и во овој период ќе почне да се навикнува квасецот и ќе почне дури да се размножува. Така, значи мешаме, правиме тесто
И добро, го имаме тестото, сега го сечеме така на векни колку што сакаме, бидејќи они подготвуваат тесто на големо, така не прават една тепсија тесто. Значи они прават многу тесто и после го сечат на парчиња од прилика колку би била една векна, така. И први малци ги оставаат така да одстојат едно 15 минути на собна температура. Па сега ги обликуваат подобро, така значи ги прават сверни, такви издолжени облици, зависи каков е лебот. Се ставаат до посебни калапи пред да се печат. И после имаме второ оставување, каде што 1 час седи сега, значи не 15 минути, 1 час, на температура од 35 до 43 степени. Добро, влажност на воздухот од 89 до 95, што малце ми нема смисла, но окей. Идеме сега на печење, се треба се пече, се става на температура од 215 до 225, 17 до 23 минути. И од кога тоа е завршено, го вадат, го ладат, така на некоја си ко фрижидер температура од 4 до 5 степени и може би ќе се сечам, може би не, се става во пластични кеси или хартиени и се носи, нели, се пакува, се носи на продажба. И тоа е главната идеја. И сега што прави квасецот? Така во целиот овој процес, главно го зголемува волуменот на тестото, така, бидејќи он го конзумира шеќерот и прави јаглероден диоксид, кој е воздух, кој главно дел си заминува од тестото, али главно се раствара во тестото и прави воздушни џебови, така, значи кога ќе сечете леп, гледате како воздушни топчиња. Тие се џебови од воздух кој бил направен од квасецот, така, значи дома кога правите, бидејќи дома се става квасец, али не е се толку оптимизирано, што е всушност подобро, да искача погуст лебот, така, значи нема толку воздушни џебови. Они пробуваат што повеќе воздух да има у лебот за да биде поголем. Но окей. И главно, како што реков, од шеќерот се прави, но има некои предлози дека можеби се прави со користење на декарбоксилази, овдека гледаме, така, кои отстрануваат јаглероден диоксид од карбоксилни киселини, да се користи и пециво, бидејќи пецивото кое реагирало со водата се ослободува CO2 во текот на печењето и тој CO2 исто така ќе помогне. И еве, пецивото се става така кога имаме храна која има многу шеќери. Ако имаш многу шеќер или пак сол, нема врска, има висока осмомоларност, така и живи организми обично не можат да живеат во такви средини, бидејќи водата ќе им искочи од нив, ќе искочи надвор. Така значи водата иде таму кај што има поголема концентрација. И бидејќи не можеш да користиш квасец, зашто има многу шеќери, водата би искочила од него, ставаш пециво. И пецивото реагира со водата и го прави CO2, така што повторно ќе имаме набобрување. Но може да се користат и други анаеробни, факултативни анаеробни микроорганизми, значи не чисто анаеробни, бидејќи чисто анаеробни, ако се појави кислород, умираат. Значи не такви, неко факултативно анаеробни, кои исто така ќе продуцираат гасови. И тога кажува дека за 1 грам хексози се дава толку и толку од алкохол, јаглерод диоксид и глицерол. Гледаме дека се ослободува доста јаглерод диоксид и доста алкохол, но заистно ако има повеќе кислород нема да се прави толку алкохол. Тоа е анаеробна гликолиза. Некои фактори кои влијаат врз способноста за нараснување на квасецот, нормално каков шеќер се користи, али главно гледаме дека се користи малтоза од брашното, а тоа доаѓа од амилазата на самата пченица, така значи си има ензими кои разградуваат сложени шеќери. Осмотскиот притисок влијае, нормално не сакаме да има премногу шеќер или сол, бидејќи ќе почне водата да излегува надвор од квасецот или општо ќе го отежни растот на квасецот. Колку има азот е битно, со цел да може да се направат протеини за да може да опстане не квасецот, бидејќи он мора да прави нови клетки, новите клетки треба бараат многу протеини и мора да има азотни соединенија. Се додаваат и минерали кои исто така помагаат за растот на квасецот. Ефекти на антимикотици, односно фунгициди, нели ги реков дека ги додаваме со цел да не се расипува лебот од Aspergillus niger или пеницилиум, но исто така влијаат и на квасецот, бидејќи квасецот е фунга, габа. И концентрација на квасец, спомнав и предходно, 2 до 3% од тежината на брашно. Така ако ставиш 100 грама брашно, треба 3 грама квасец. И еве сите најразлични соединенија кои ги сретнуваме во лебот. На некој ако му ги прочитате овие соединенија ќе биде како вау, што е тоа?
страшно што јадеме, но има различни органски киселини, естери, алкохоли, алдехиди, кетони, тоа се општи органски соединенија и други аглеродни соединенија. Значи од органски киселини имаме мравја, оцетна, пропионска, ембутерична, изобутерична, изокапрична, хепатоична, хептаноична, 7, значи каприлна, капраична и така натаму и така натаму. Значи има многу соединенија кои допринесуваат за аромата. Али главно квасците мирисаат стварно на леб, односно лебот мириса квасци. Ако некогаш сте мириснале квасци у Петриевка што растат, значи на вештачка храна или полуда, мирисаат така на леб, на овошје, на тоа. Не дека они мирисаат на лебот и на овошјето, него овошјето и лебот мирисаат поради квасците. Но окей, тоа е друг муабет. Печењето, спомнав и преска на почеток, 235, таму беше нешто помалце, но нема врска, 1 час. Сега, што се случува, као што се зголемува температурата, на 45 степени, така неоштетените скробни гранули се претвораат во форма на желе и се разградуваат на 50 и 60, квасецот умира, така ако останеше квасецот до лебот, стигне до продавницата и ќе нараснеше уште повеќе. Така што квасецот умира, не е у лебот. На 65 степени бета амилазата се деактивира, за да не се разградува понатаму, да не се разградуваат шекерите. Фунгална амилаза, алфа амилаза се инактивира и на крајот глутенот се денатурира и коагулира, при тоа стабилизирајќи ја формата и големината. Така, значи, првично е така тестесто, меко и на крај коагулира и станува подцврсто, ко леп. Океј, тоа беше за лебот. Сега ќе говориме за ферментирана храна добиена од млеко. Млекото знаеме дека доаѓа од млечните железди на женските индивидуи цицачи и е една од најнутритивно богатите храни, бидејќи содржи многу висока концентрација на протеини, содржи шекери во форма на лактоза, кој е составен всушност од глукоза и галактоза, тоа е дисахарид. Имаме масти, имаме витамини, имаме минерали, ензими и некои други молекули. Односно, имаше дури едно истражување кое тврди дека млекото е единствената храна која би можеле да ја конзумираме секојдневно и само таа храна и пак да бидеме живи. Никоја друга храна ти не можеш да ја конзумираш секојдневно и да бидеш жив. Нормално се мисли за човеково млеко, значи човек да пие човеково млеко, не да пиеш млеко од крава. Млекото од кравата ги нема сите потребни нутритивни карактеристики за да можеш само него да го пиеш, а ништо друго да не конзумираш. Значи се мисли за млеко од човек, ако би го пиел цел живот, би можел да го пиеш и да немаш некои многу лоши последици. Сега, протеините во млекото главно можеме да ги поделиме на два. Имаме казеин, и протеин од сирутка, односно сурутка, познат како whey протеин. Сега, казеинот е всушност гликофосфопротеин, односно содржи јаглехидрати, шекери, фосфор и протеин. Значи не е чист протеин. Исто така, казеинот е всушност најголем процент од протеините, дури 85%, али доаѓа во форма на калциумови соли. Значи, доаѓа во форма на калциум соли. Кој што реков, не е чист протеин, него е гликофосфопротеин. Имаме главно 4 типа на казеин, значи имаме алфа, бета, капа и гама. И остатокот на протеините не се всушност само сурутка, него имаме и имуноглобулини, односно тоа се антитела кои доаѓаат од мајката, бидејќи млекото се пие од страна на бебето. Бебето нема развиено силен имун систем, така што мора да ги прима имуноглобулините од мајката. Така што остатокот од тие 15% главно е поделен помеѓу овие две фракции на протеини. Инаку и протеините на сурутка имаат мала шекерна компонента, така што се делат на алфа и бета лактоглобулини. Океј, алфа и бета лактоглобулини. Шекери, спомнавме лактоза, која е всушност составена од глукоза и галактоза.
односно е дисахарид. Имаме масти, кои што се и заситени и незаситени. Имаме витамини, има и хидросолубилни и липосолубилни ензими, тука имаме протеази, јаглехидрази, редуктази, оксидази. И од минерали има калциум, магнезиум, натриум, калиум, фосфор, сулфур, хлоридни иони и така натаму. Ако се отстранат мастите, во тој случај, мислам така се прави путер, обезмастено всушност млеко. Ако се отстрани казинот, се добива сурутка која е всушност богата со лактоза, бидејќи тие се лактоглобулини. И нема многу микроорганизми кои ја разградуваат, така што е релативно стабилна, али се употребува како храна за стока. И прв млечен продукт за кој ќе говориме е сирење. Верувам дека сите сте запознаени со сирење, тоа е еден прехранбен продукт кој има висока концентрација на протеини. И се добива нели од млеко, главно сирењето ние кое го конзумираме од кравје млеко, но може да се добие од кое било млеко, така од овца, од коза, во некои земји од камила, од ирвас и од кобила и така натаму. Значи ако има млеко, ние можеме да направиме сирење од него. Сега постојат илјадници различни видови на сирење. Сигурно сте приметиле, некои се помрсни, некои се посуви, некои се поцврсти, некои се потечни и така натаму и така натаму. И секој сирење има различна постапка како се добива. Океј, ние во ова видео ќе објасниме некои основни принципи, но секоја компанија или што се произведува сирење, си има различен протокол. И вкусот на сирењето главно зависи од кој животно е млекото, како е одгледувано животното, што јадело животното, колку е старо животното, дали има некои заболувања, например кај кравите има као маститис кој се јавува на вимето. Имаме при која пеха се прави сирењето, при која температура, колку време, кои микроорганизми се користат и така натаму и така натаму. Значи многу фактори влегуваат во игра за тоа какво сирење ќе добиеме. И за тоа што спомнав, ние само ќе објаснам некои основни чекори кои се во продукцијата на сирење. Првиот чекор е всушност стандардизација на млекото. Односно тоа е нешто што го спомнав сега пред малку, да знаеме од кое животно ни доаѓа млекото, колку е старо животното, со што се хранело и така натаму и така натаму. Со цел да секогаш го имаме истиот продукт. Односно, например, ако сирењето е нешто помрсно, во тој случај ќе биде помеко и помазно. Така, ако е помалку мрсно, во тој случај ќе биде посуво и порапаво. Така што една компанија кога произведува сирење, она сака секогаш да го произведува истото сирење, така да има исти квалитет, исто да изгледа. И поради тоа, многу им е битно процесот да е стандардизиран, така што млекото што го добиваат секогаш да го содржи истиот макронутритивен состав. Сега некогаш, например, даден месец, кравата не јаде доволно од одредено растение, така што овој месец млекото е помалце мрсно. Така, и они може вештачки му додадат повеќе масти со цел да биде, нели, како секогаш што било. Некогаш млекото се пастеризира, некогаш не, зависи од земја до земја, зависи од компанија до компанија. Главно, од кога тоа ќе се случи, потоа се инокулира со стартер култури. Сега, порано не се инокулирало со стартер култури, така, значи, оддамна се прави сирење уште пред илјадници години, него со тие бактерии кои си биле присутни во млекото или кои први се развивале, тие го правиле сирењето. Но денес, повторно, поради процесот на стандардизација, се бираат одредени стартер култури, одредени соеви, и секоја, нели, компанија си има посебен сој кој си го чува за себе, што се додава. Ако се прави сирењето на помалку од 40 степени Целзиусови, се употребуваат соеви на Lactococcus lactis. Значи, тоа е видот, а соевите се различно. Значи, тие се ко под видови, како да објаснам. И при употреба на повисоки температури се употребуваат термофилни, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus. Сега, овие бактерии имаат главно за задача да почнат да создаваат млечна киселина, која ќе помогне всушност да немаме контаминација од други микроорганизми, но исто така предизвикува коагулација на казинот, бидејќи ќе опадне пеха на 4,6 и ќе се згусте млекото. Обезведува ниска пеха, каде што ќе можеме да имаме активност на ренин, ензим кој го прави кајмакот. Ниска пеха ги уништува, да, како што спомнав, другите бактерии, така тие кои не сакаме, тие кои ќе направат токсини во млекото.
го стегнува грушот така што со одвојување се создава сурутка и некои други карактеристики од млечно-киселинските бактерии е дека создаваат и кетони, естери, алдехиди кои придонесуваат за вкусот на сирењето. Нормално зависи, различни соодноси помеѓу тие ќе дадат различен вкус. Сега, некогаш овие млечно-киселински бактерии може да бидат уништени од страна на бактериофаги, значи тоа се вируси кои напаѓаат бактерии, може да бидат уништени од антибиотици, зошто бидејќи голем дел од стоката, нели, која се користи, например кравите, им се даваат многу големи количини на антибиотици, бидејќи сакаш да бидат здрави, да не бидат заболени и да прават што повеќе млеко. Али има толку многу употреба на антибиотици што се развиваат, поради што се развиваат многу антибиотски резистентни видови, односно соеви, и потоа и се пренесуваат на луѓе, но дел тие антибиотици завршуваат во млекото. Сега, ако заврши антибиотикот во млекото, ќе ги уништи бактериите кои се потребни за правење сирење, така што може да биде неуспешно. Имаме некои непогодни видови кои може да се јават и резидуи од средства за стерилизација и детергенти. Односно, кога млекото треба да се пренесе, така ти не можеш да го пренесеш таку воздух тоа лета, мора да го ставиш во некој сад. Тој сад мора да биде стерилизиран. Мора при сите процеси на пренесување, претурење и ваму таму треба се да биде стерилизирано и затоа се користат детергенти и дел од тие може да завршат во млекото и да прават проблеми. Следен чекор е додавање на сириште со цел да се создаде коагулум. Сега порано сириштето се додавало од четвртиот желудник або масум на телиња или пак некои други млади животни, каде што прво се хранат со млеко, па се отстранува желудникот, се сече и се вади сириштето и се додава во млекото. Нормално денес не би се исплатило цело време да убиваме животни, и сириштето всушност се добива од микробиолошки извори. Например, различни сиришта се добиваат од различни микроорганизми. Или пак можат ензимите да се изолираат од микроорганизмите. Иначе сириштето е потребно поради тоа што содржи два ензима од кои насенниот ни е потребен, а тоа е ренин. Океј, значи ренин кај теле има 94%, додека ренин кај возрасно животно, нели, кое дава млеко, е 40%. Океј, затоа телињата се колат, па се вадило сириштето од четвртиот желудник, но денес се употребуваат микробиолошки извори. Сега, кој ќе се додаде, тоа помага при процесот на коагулација. Нормално, овие стартер култури кои ги додадовме, лактозата ќе конвертираат во млечна киселина, и со тоа ќе опадне pH и плюс овој ренин ќе влие на капаказин и ќе го конвертира во паракапаказин и капаказин макропептид и потоа има некои хемиски конверзии така што се создава коагулум, се прави како кајмак каде што имаме бактерии, главно масти, потоа се отстранува и така натаму. Значи има постапки кои се одвиваат, не се тоа сега толку од интерес. Следен чекор е стегнување на грушот, значи сирењето се зима, се сече на помали парчиња. Тие се поставуваат на повисока температура, на пониско pH, односно покисела средина и повисок притисок. После некое време се посолува сирењето, кај некој сирење посолувањето може да е претходно или подоцна, но главно дека како четврти чекор се посолува. Различна количина сол се става на различни сирења, нормално. И солта служи за контролирање на влажноста, на киселоста и инхибира раст на микроорганизми, главно протеолитички. И после тоа се остава да зрее сирењето. Сега зрењето е всушност многу бавен процес, кој зависи од микробиолошки биохемиски процеси. Значи тука влегуваат во игра ензимите од млекото и културите, нели, кои ги додадовме во млекото. Различни микроорганизми се користат за производство на различни сирења, така например за рокфор, горгонзола, стилтон се добива со помош на пеницилиум роквефорд. Така например онаа сирење што е со дупки уцртаните што го гледаме обично, како кашкавал, тоа се добива со помош на пропиони бактериум, например од тој род. Различни типови на квасци, микрококи, бреви бактериум, линес, например го дава вкусот на некој сирење лимбургер. И нешто што треба да знаете и што и претходно го спомнав, кај меките сирења обично имаме повеќе масти, а протеините се разградени на аминокиселини, значи протеините се разградени и плюс има повеќе масти.
А кај тврдите сирења, протеините не се разградени на аминокиселини и имаат помалку масти. И тоа беше главно што требаше да се спомне за сирење. Следни на листата се пијалоци кои се добиваат со ферментација на млеко и главно ќе спомнеме нешто за јогуртот, бидејќи ние главно пиеме јогурт. Тој нели се добива со ферментација на млеко и потекнува од Турција уште пред неколку илјади години и на некој си начин во превод значи да се измеша. Главно се користат бактерии од лактококус и лактобацилус, значи овдека се наброени кои видови. И главната идеја е дека лактозата, така шеќерот кој се наоѓа во млекото, се конвертира во млечна киселина. И pH иде од 7 паѓа на 4,5. И затоа млекото има покисел вкус. И оваа скиселена средина, односно пониско pH, инхибира раст на бактерии кои може би го расипале. Исто така го коагулира млекото, така што јогуртот е малце погуст. Овдека лево имаме табела со некои други пијалоци кои потекнуваат од ферментација на млеко. Чи добро јогурт, имаме ацидофилно млеко, имаме кефир, кумис, ласи, дахи, во Индија гледаме некој пијалок, лебен, филмилк, и вили. Значи различни пијалоци кои потсетуваат на некој си начин на јогурт. Следно за што ќе говориме е ферментиран зеленчук. И главно сите сме пробале ферментиран зеленчук, сме јаделе кисела зелка, кисели краставички, кисели патлиџани, пиперки, карфиол и така натаму. И главната идеја кај сите овие е да зеленчукот се потопи во раствор од сол и некогаш се додава и оцет дека се прави туршија. И главно во тој раствор најголем дел од бактериите ќе умрат, бидејќи не може да живеат во многу солена средина или многу кисела, но ќе се развијат еден вид на бактерии кои се главно од родот на леуконосток. И бактериите од овој род главно живеат на широк опсек, на pH и температура и создаваат при нивната ферментација големи количества на млечна киселина, оцетна киселина и CO2. Што во голема мера исто така помага да се уништат непожелните бактерии, односно бактерии кои би ја расипале зелката. И главно ќе почнат се развиваат леуконосток мезентероидес, бревис, плантариум, дури и педикокус церевизие. И овие се млечно-киселински бактерии. И тоа е главната идеја. Сега нормално при подготовката постојат различни процедури што се треба да се прави, па треба да се преточува, па вака па така. Нема у тоа да навлегуваме, него главната идеја е нели се става солен раствор, се става оцет и се остава главно некоја поладна температура под 15 степени Целзиусови, зашто ако е на пожешко ќе се расипе. И за крај да спомнеме неколку зборови за чај, кафе и какао. Чаевите главно не подлежат на некоја значајна ферментација. Еден пример е Camellia sinensis или пак порано Thea sinensis, каде што ливчињата се берат и некаде околу зима се тркалаат измеѓу раце, така што слонуваат на поситни парчиња, така се распарталуваат и полифенолните соединенија излегуваат на површината на листот и почнуваат да оксидираат, што дава кафена боја на листовите. Има некоја си мала ферментација која се случува, али главно е хемиска трансформација. Во ред. Сега кај кафето, кофеа арабика или робуста, имаме два метода на кои можеме всушност да добиеме продукт кој го сакаме, постои влажен и суп метод, но како и да е, кај плодовите од кафе, нас не се битни ко семчињата што се внатре, а слузавата обвивка од надвор е всушност разградена од страна на пектолитички ензими и микроорганизми. Главно задолжени се леуконосток, лактобацилус и сахаромицес за разградување на надворешната обвивка и плюс допринесуваат со некои молекули. И за крај го имаме какаото, кој доаѓа од теоброма какао. И ова се многу интересни никој дрва, бидејќи плодот, ко ваква голема семка, како голем плод, кој ќе оскршиш, внатре се всушност ко семчињата, нас кои ни се од интерес. И нивната надворешна, така послузава обвивка е разградена од страна на некои млечно-киселински бактерии и на крај се добива подсврстото суво семе, понатаму се користи за правење какао и на чоколада. И тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.